Денес празнуваме цветници или попознат во светот како Палмов ден, бидејќи одбележуваме да настан од Библијата, од Новиот Завет, кога Христос влезе во Ерусалим и последните 7 дена, така да кажеме, од неговото земно служење ги помина таму. Значаен настан во новозаветната историја, значаен миг бидејќи започнува она последна седмица, започнува одбројувањето, така да кажеме, до жртвата на крстот и одбележена таа седмица со многу настани. Христос во Ерусалим направи многу и символични дејства, но направи многу, многу значајни проповеди и она што е така некако карактеристично е што целосно ги отвори картите, тој целосно, сосема јасно ја покажа својата суштина како царот кој е очекуван со векови, како Месијата кој е најавуван. Така што веќе сосема јасно тој го раскри својот месијански идентитет, кој го криеше низ годините, меѓутоа во таа последна седмица, дури може да кажеме, тој и ги подготви нештата, ги аранжираше така работите, за да се види јасно неговото месијанство во Ерусалим. Така, тоа е еден, влегувањето во Ерусалим е настан карактеристичен, уникатен, бидејќи може да кажеме единствен настан во кој тој направи многу работи за да го привлече вниманието на себе. Обично кога тој правеше нешто, гледаше да остане тоа ограничено, да не се расчуе многу, меѓутоа тој превзе дејства за да го привлече вниманието и да испрати една јасна порака за неговата месијанска служба која дојде после неговото воплотување. Иако седмицата завршува, иако Христос знаеше дека ќе заврши со негово со смрт и така натаму, сепак тој влезе во Ерусалим победоносно. Иако тој 4-дневен, 5-дневен престој на крајот заврши со апсење, со мачење, со смрт, сепак тој влезе како победник. Тој влезе како цар кој ќе биде прославен. Зошто навистина тоа влегување беше триумфално и на крајот заврши со воскресение во Ерусалим. Ајде ги видиме така пасус по пасус, подолг е текстот, да видиме кој е значењето, кој е важното што Марко ни го кажува, го истакнува, го некако одделува, некои сцени тој вади, не ги представува и преку нив упатува многу важни пораки. Прво, во првата сцена е само од подготовката за влегувањето и она што треба да се склучи, тоест оној аранжман што го прави Христос, за да се види јасно неговото месијанство. Прво, доаѓаат од Витанија, уште веќе во претходниот ден, во саботниот ден, во Витанија, во домот на Лазар, Марија, Марта, тој направи едно дејство кое одекна и го привлече вниманието кон Христос. Беше воскреснат Лазар. После 4 дена во гроб Лазар беше воскреснат. Паска, време е на Паска, Ерусалим е полн со народ, стотици илјади се таму, слушнале за Христос кој го воскреснал Лазар. И следниот ден, недела наутро, Исус се симнува од Витанија кон Ерусалим. Витанија оддалечна неколку километри, стигнуваат до Масленовата гора и тука ја прави таа подготовка. Им кажува на учениците да донесат неоседлано осле и така да влезе качен, јавајки на такво осле. Тоа е исполнување на едно пророштво во Стариот Завет, месијанско пророштво. Захарија имаше такво во 9 глава, такво пророштво дека Месијата ќе влезе во Ерусалим на такво неоседлано магаре. Таму пише во 9 стих: ликува од радост Сионска керко, воскликнувај Ерусалимска керко. Еве твојот цар иде пред тебе. Справедлив е и спасува. Кроток и седнал на ослица младенче од ослицата. Така да Христос
давајќи ја таа заповед да му биде донесено осле, сакаше на сите да им даде до знаење. Влегувајќи на осле, тој го исполнува пророштвото во Стариот Завет. Еве, праќа порака. Тој е царот кој е очекуван да дојде. Тој е спасителот кој треба да дојде. Така, тоа е првата порака која јасно ја упати кон народот кој што беше собран. И сега овдека еден куриозитет ќе вклучам, иако не сум многу по таквите, може малку да има и шпекулација, како и да е. Ако Захарија го најави како ќе се случи влегувањето, во Данијел можеме да најдеме податок кога ќе се случи. Имено, Данијел, кога се молеше после тие 70 години робство во Вавилон, се уште во Вавилон, знаејќи дека треба да дојде веќе избавувањето преку пророштвата на Јеремија, се молеше, постеше и Бог му даде пророштво. Му кажа што ќе се случи со еврејскиот народ. И тоа не само после робството во Вавилон, туку и до крајот. И таму вклучи во 9 глава, 25 и 26 стих, едно пророштво за самиот Месија. Дека откако ќе биде дадена заповед, указ за обновување на градските ѕидови, ќе поминат 6-9 седмици, кои се точно 483 години, и тогаш ќе влезе во храмот Спасителот. И таков указ е даден од Артаксеркс, запишен е во 2 глава на книгата на пророкот Неемија. Тој даде дозвола за обновување на градските ѕидови и така несвесно, не знаејќи, го стартуваше од бројувањето на тоа време на доаѓањето на Месијата. Има еден детектив, Божи човек, христијанин, кој во 19. век од Скотланд Јард решил да испита дали навистина е ова пророштво точно. И почнал да споредува документи, да ги усогласува календарите, древните календари, го нашол, тоест нашол датата кој што и запишна всушност во Неемија, кога Артаксеркс го дава тој указ, го споредва, тоест го сравнува со нашето броење на времето, почнува да брои 483 години и утврдува дека 32 година после Христос, на 6 април се паѓа Пасхата. И така, и ако се врати до денот кога Артаксеркс го носи тој указ, поминува точно 483 години, кој покажува дека сепак, нели, Библијата е точна дури и во тие аспекти, во пророштвото, дури и во деновите, во датите. Како и да е, тоа не е толку важно, само го вклучувам како така еден љубопитен факт. Но она што е важно дека Христос е на Елионската гора, Маслиновата гора, и тоа е времето тоа е местото каде што ќе помине најмногу време за тие неколку дена, последни дена додека е во Ерусалим. Одовде тој неверојатно се вознесува кога ќе биде со учениците. Многу важно место, тука Давид плачеше многу пати кога беше бркан од Абесалом, кога неговиот син го бараше да му ја отсече главата. Така, но важно место. И одовде ќе го гледа градот, во таа висорамнина, во таа гора, и одовде ќе ги праќа учениците да го донесат тоа осле, како што е прерокувано од Захарија. И тоа зошто пак не оседлано осле? И тука има символика. Во Мојсеевиот закон и во Броеви 19 глава, и во Второзаконие 21 глава, во законот се предвидува жртвата која ќе се даде пред Бог да биде совршена во секој случај, нели? И да биде, ако е без разлика дали е теле или некакво друго животно, никош да не било оседлувано, никош да не било јавано. И така Христос преку пророштвото на Захарија, влегувајќи на неоседлувано јасле, всушност дава осле, всушност пак дава една порака. Порака дека еве доаѓа времето за жртвувањето. Тој ќе биде скоро жртвуван. Не ослето, самиот тој ќе биде жртвуван. И исто така другата символика е дека тој не доаѓа како војник, како воин кој треба да војува. Таквата символика било патувано преку влез на конј, докато тој влегува на осле, со што сака да испрати една порака дека не треба да се очекува од него војна. Тој доаѓа со друга цел, да донесе мир, да донесе прошка. Интересно е
инструкцијата, исто така интересна инструкцијата што им ја даде Господ Исус на учениците, тој им рече, ќе тргнете и првото село што ќе ви дојде, ќе најдете таму едно осле. Ќе одврзете, ќе ми го донесете. И ако некој ви каже, зошто вие, му кажете, му треба на Господ. И толку. И тоа така малку наликува како на кражба. Ќе најдете, ќе го одврзете и ќе ми го донесете. Исус немаше свој имот, Исус немаше своје осле. Исус немаше ништо. Дури кога требаше да го погребаат во тој гроб. И кога требаше да покаже да даде лекција за тоа дали да се плаќа данок, тој рече, дајте ми една паричка да ви покажам, нели, чиј е ликот. Тој немаше ништо. И бараше постојано. Меѓутоа, кога бараше, никош не беше одбиен. Гледаме јасно како Христос, кој немаше ништо, всушност се беше и негово. Тој можеше да каже, донесете ми едно осле, одврзете го и донесете го, и учениците требаше да послушат, требаше да му биде дадено, зашто на крајот на криштата се е негово. Иако тој дојде без ништо, иако немаше ништо, сепак се е негово. Тој е господар на се. И тоа е таа мистерија, тоа е абсурд. Христос осиромаши во се и сепак остана оној кој поседува се. Сите богатства се негов. Тој остана господарот на сите. И додека тој беше на земјата, пак животот на секој зависеше од него. Дали ќе се разбуди некој жив, зависеше од него. Дали ќе падне некој врапче, пак зависеше од него. И овде го гледаме господството. Тој заповеда да му биде донесено ослето и ослето му е донесено. Зашто тој господарот. Се му припаѓа нему. Тој има право на сета собственост. Моја, сета твоја собственост. Тој е господар на животот. Тоа што сме овде ова утро, сме се разбудиле живи, имаме уште еден ден, и бидејќи тој решил. Господарот на нашиот живот. Тој е господар. Решил да ни подари. Она што пак прави впечаток еден друг, така импресионира, учениците беа послушни, отидоа, почнаа да го одврзуваат магарето, и овдека пишува дека некои луѓе ги видоа, во други текстови пишува дека собствениците праша, зошто го одврзувате магарето? И тие рекоа, па му треба на Господ. Му треба на Господ. Стапови понив. Мислам, така би било нормално да се постапи. Меѓутоа тие ништо не реагираа. Му треба на Господ. Ако му треба на Господ, ако му треба на Исус, ти веќе го знае Христос како Месијата, земете го. Јас не верувам дека тие луѓе има надеж дека пак ќе се го вратат назад тоа осле. Зашто и 100.000 имало во Ерусалим тој ден. Многу народ. Пасха е. Од цела Јудеја, од Палестина, од Галилеја, од целата диаспора доаѓале луѓе да принесат жртва. И во таа гужва, представете си, во едно мало градче, 1 милион луѓе собрани го пречекуваат Исус. И сега едно осле ќе се најде. Луѓето го дадоа. Представете си некој, ослето не било мал, туку така мал, безвреден имот. Тоа е исто како да имаш постара кола и си купуваш нова кола. Може да е помала, ама нова кола. И некој доаѓа и ти отклучува или крши прозорец и ти го викаш, што правиш? Му треба на Господ. Како така на Господ? Му треба на Господ. Да, навистина, ако Господ бара нешто од нас, спремни ли сме да му дадеме? На крајот на криштата се е негово. Се него му припаѓа. Или ќе почнеме да спориме, или да дискутираме. Зошто, навистина или како. Немаше, тука не гледаме. Во сите Евангелија опишано овој настан и секаде поентата е таа истата, дека тие го дадоа. Така го дадоа. Ако фактот дека нешто му треба на Господ, дали е доволен тој факт за да натера да го дадеме, да го жртвуваме. А има многу работи кои му требаат на Господ. Не само имот, многу нешто. Ние сме повикани самите да се пренесеме во жртва, а со тоа се што имаме, се што ни припаѓа, самите нас. И беше донесено ослето и Христос влегува во
градот и во сите 4 евангелија на ист начин е опишна реакцијата на народот. Тие фрлаат облека, фрлаат палмови гранчиња, кое е начин на дочекување на цар победник. И сите извикуваат Осана, благословен кој доаѓа во Господовото име. Осана буквално значи славен да е, величенствен да е, адмирации. Тоа е зборот Осана, оддавање на чест, а исто така искажување и на радост. А овој стих или ова стихче е извлечено од еден псалм, месијански псалм од Стариот Завет, 118 псалм, каде што целиот контекст е токму тоа, доаѓањето на Спасителот кој ќе биде отфрлен. Таму така пише од 22 стих. Каменот што го отфрлиат зидарите стана крај аголен камен. И тоа Петар го актуализира во неговото послание, кога вели, Христос е тој крај аголен камен кој го отфрлија зидарите, го отфрли народот, го распна крстот, меѓутоа стана темелот на нашето спасение. И потоа продолжува псалмот и вели, ова е денот што Господ го направи, да се радуваме, да воскликнуваме, да бараме спасение, да се радуваме. О Господи, дај ни спасение. Господ дај ни среќа, благословене кој доаѓа во Господовото име. Гледате како овој месијански псалм, или еден дел од тој псалмот народ почнува да го пее. Тоа е знак дека луѓето препознаваат дека Христос е Месијата. Тој е царот кој го очекуваат. Тој е спасителот кој треба да дојде. Го препознале. Иако после неколку дена се свртува расположението поради многу дејства на Христос кој не го задоволија народ, овдека во овој момент народ го препознава Христос како Месија. И има еден друг факт кој го потврдува ова, а тоа е реакцијата на фарисеите. Овде не е запишена, меѓутоа Лука и Матеј ја запишуваат. Например, во Матеј фарисеите му викат на Исус, слушаш ли што зборуваат овие? Каква хула! Тебе те прогласуваат за Месија. Фарисеите препознаат дека во народот се јави месијанската надеж во Исус. А пак во Лука дури го тераат да им забрани. Велат, учителе, забрани им да не зборуват вака, да не викат вака. Исус, кој обично го криеше, ја држеше таа месијанска тајна и кога ќе излекуваше некого, ќе направеше чудо, кажуваше да не се разгласува, па и на своите ученици исто така им даваше заповед за да се чува месијанската тајна. Овдека и рече, тоа е тоа. Јас сум Месијата. Конечно, тој јасно каже на сите, да, јас сум Месијата. Тој се рече, ако овие замолчат, камењата ќе потврдат дека јас сум Месијата. И влезе во Ерусалим и тука ни се открива кој беше всушност неговата цел за влегување. Влезе и се насочи директно во храмот. Отиде во храмот. Храмот каде што е центарот на поклонението на евреите. Таму каде што Бог живееше реално во својата слава. Таму каде што доаѓа оддалеку луѓето да принесат жртва, да побараат спасение, прошка на гревовите, таму каде што целиот народ се собираше да има средба со Бог. Отиде таму. Бог отиде во храмот. И пишува дека се разгледа и си отиде во Витанија. Не пишува дали кажал нешто. Ништо не кажал. Само разгледа. Тоест, Бог изврши инспекција, проверка. Што се случува во неговиот дом. Виде и си отиде. Што виде? Следниот ден се гледа неговата реакција, зашто следниот ден пак ќе влезе во храмот. Но тој ден очигледно немаше повеќе време. Сите тие подготовки што ги имаше со магарето, со влегувањето и така натаму, не остана време. Виде што виде? Виде криминал, виде лицемерие,
виде лажно поклонение, виде трговија, виде многу работи кои немаат никаква врска со поклонението, со верата во Бог. Христос врши инспекции. Тој отиде да изврши инспекција. И тој врши инспекција, тој и сега врши инспекција. Тој врши инспекција во нашите срца. Кога сме надвор, кога возиме во колата и некој ќе ни пресече патот неговата кола и врши инспекција. Како реагираме? Тој врши инспекција кога сме сами во нашите мисли. Тој врши инспекција кога пееме, кога читаме. И многу пати кога ќе разгледа секи си замине без збор. Многу пати зашто останува без збор. Занемува кога ќе не види. Не, Бог ништо не може да го изненади. И ова не го изненади. Тој знаеше што се случува. Тој знае секој пат што се случува. Меѓутоа, факт е дека тој врши инспекција, врши надзор, постојано. Луѓето дури не беа свесни дека тој отиде тамо за да изврши инспекција. И ние не сме свесни многу пати, но факт е дека тој врши инспекција. И треба да го живееме тоа сознание, дека Христос гледа постојано што се случува со нас. И утретенда тргнаа повторно од Витанија, огладне, оддалеко виде една смоква, меѓутоа смоквата немаше, пише дека се уште не беше време за раѓини на смокви, се уште не беше време за берба на смокви, и сега тоа неговиот глад и проколнувањето на дрвото немаат никаква врска, зашто тие не се ни јаделе воопшто. Воопшто не било време, рана пролете, некаде април е веројатно, може би март, може би почеток на мај. Тоа е времето кога не може да има смокви. Меѓутоа, смоквите пуштаат некакви пупки, цветчиња кои најавуваат дека ќе има смокви. Кога Исус поминува, гледа дека нема ни трага дека ќе има плод. Тоест дрвото е бесплодно. Освен лисја, нема цветови. И го проколнува. И ова е единствениот случај во Новиот Завет, во служењето на Христос, кога тој прави нешто деструктивно. Исус секојаш лекуваше, обновуваше, чистеше, кога некој беше сакат, му ги обновуваше нозе за да може да оди. Тоа бе неговите дејства. Ова е единствен случај во кој Христос нешто прави да одиде кон уништување, кон деструкција. И ова интересен случај, уникален случај, е проколна, иако пишува дека не беше време за плод. Дејството можеме да го разбереме, да го истолкуваме единствено гледајќи од целиот контекст на она што претходи и она што следи веднаш после тоа. И тоа е законот на херменевтиката, законот на екзегетиката. Не можеме се ние тука да се вклучиме некое наше слободно толкување, иако овие текстови за жал се толкувани многу несоодветно, прилагодувани кон некои деноминационални доктрини на цркви. Објективното толкување не задолжува да го следиме текот на настаните, на мислите, на она што се зборува. Кој е целиот контекст? Христос влегува во Ерусалим, оди во храмот и таму гледа во срцето на духовниот живот, нема вера, нема плод. Бог посеа лозје. И тоа лозје дојде сега Господарот да го провери, и тоа лозје не даде никаков плод. Ова смоква е метафора за состојбата на еврејскиот народ кога Христос дојде да го посети. Со она што се случува со смоквата, бесплодноста, судбината што ја снајде таа смоква е символика на она што се случува во Израел. И тоа го гледаме понатаму, веднаш, многу јасно. Влегува во храмот веднаш, откако ги изрече зборовите кон смоквата, влезе во храмот. И што направи? Она што не можеше претходниот ден. Ги преврте тезгите, пишува дека имал и камшик, почнал да мафта по парите, по кафезите со птици, по се она што се продавало таму. Бидејќи
и обвинува дека тоа што се случува воопшто не е дом на молитва, не е дом на Бог. Тоа е само една разбойничка пештера, разбойничко гнездо. Големи криминали, големи малверзации се случувале во храмот. Тоа било време во кое и свештениците и продавачите го користеле за профитирање. Според Мојсеевиот закон, секој животно што ќе се принесе во храмот мора да биде совршено и свештеникот има право да го одбие животното кога ќе му биде донесено. Свештеникот е тој кој жртвува. Човекот носи живота на свештеникот, свештеникот го коле и свештеникот го попрскува со крвта, го попрскува жртвеникот. И за да бидат сигурни луѓето дека нема да биде вратена жртвата, имало воведено механизам во храмот, во дворот на храмот. Тука биле теските, тука продавачите ги продавале животните и тие имале документ, потврда од свештениците дека се добри животни за продажба. И секако за тоа добивале некаков процент од продажбата. И сегаш натре во храмот цената на животните била многу поскапа отколку надвор ако си купиш. Меѓутоа, ако купиш надвор, има опасност да не да биде прифатено. Така да, луѓето за да не ризикуваат, давале многу повеќе пари, за да купат од храмот, бидејќи тие се чисти, свети, добри за Бог ќе ги сака тие животни. И за да се купат тие животни во храмот, требало луѓето да располагат со шекели, со еврејски пари. Еврејски пари кои биле во дејство само во храмот. Со такви пари не можело да се купи, да се купува, продава никаде надвор од храмот. Надвор биле во употреба римските парични единици. Меѓутоа, вовеле закон во храмот, бидејќи римските пари се нечисти, да се тргува со еврејски пари, со шекели. И затоа луѓето морале да ги менуваат римските пари во еврејски, тоа се правило во храмот. Во храмот имало менувачници и курсевите се разбира биле големи. И Исус го гледа сето тоа во храмот и затоа вели, ова е разбойничко гнездо. Ова не е дом на молитва. Ова не е домот на мојот татко. И почнува сето тоа да го растура. Има гнев овдека. Нема нежност. Кога тој мафта со камшикот, може би бил многу веш како циркузант, прецизен, но тој не можел да не удри по грбот на некој. Кога ќе се размафташ со камшик, не може да бидеш толку прецизен. Како и да е, во секој случај, овде се покажува онаа дејство на еден друг начин. Има еден еквивалент. Дејството во храмот со дејството кон смоквата. Беше груб кон смоквата. Ја проколна. И сега во храмот исто така излива некаков гнев врз сето тоа што се случува таму. И нешто друго направи, кое е така интересно, вели, им ги преврте масите на менувачите на пари и теските на продавачите на гулаби и не дозволуваше некој да носи каков и да е сад во храмот. Тоест, да се вршат какви да е приноси. Луѓето таму доагале да купат животно и да го однесат натре кон жртвеникот, каде што ќе биде жртвован. Исус застанал на патот, на влезот и не дозволил никој да влезе и да принесе жртва. Може да замислите. Јас едно дали во историјата на еврејскиот народ, кога имало храм се разбира, дали имало Пасха во кое што се случило такво нешто. Забрането е принесувањето на жртви пред Бог. И тоа траело долго време додека е Христос таму. И тука има една символика, голема символика. Бог, тоа беше Божјата воля да се принесуваат жртви во храмот. Тоа беше механизмот на очистување на гревовите на народот, на простување на нивните гревови. Христос даде јасното знаење. Доаѓа времето. Напразни се овие жртви. Како што пишува во Евреите, посланието до Евреите. Христос е жртвата. Нема потреба повеќе од тие жртви. Не вршат веќе никаква работа пред Бог тие жртви. Христос е жртвата, универзалната жртва, дадена еднаш за секогаш. Да, Христос се замена и пак се обнови. На наредните 40 години се принесуваа жртви. Но тие веќе нема никакво значење.
Народот отпадна од поклонението, отпадна од Бог. Се исуши, не даде плод. Како реагира духовните првенци, како реагира фарисеите, кога ја видоа таа гледка, како тој забранува, го чисти храмот, забранува пренесување на жртви. Во 80 стих пишува, го чуја тоа, чуја како рече, мојот дом ќе се нарече дом на молитва за сите народи, а вие направивте разбойничко дувло. И првосвештениците, што направија? Решија да го убијат. Бараа начин. Се плаше, зашто народот беше на негова страна. После неколку дена ќе се смени климата меѓу народот. Меѓутоа, во тој момент, тие дефинитивно решија. Овој настан ја запечатува судбината и на Христос, и на фарисеите. Сите поминаа линија, црвена линија, од која повеќе нема враќање. Конечно, фарисеите честопати намислуваат да го убијат, меѓутоа веќе дефинитивно, веќе барат начин како да го убијат. Веќе нивото отпаѓање некако достигната точка од која нема враќање. И Христос веќе помене таа линија. Тој објави својата месијанска служба, го исчисти храмот, објави крај на жртвите и тоа беше веќе точката од која нема враќање. Тоест, е запечатана судбината на фарисеите. Запечатана е судбината на Израел. Почна она сушење. Тоест, се виде сушењето јасно. Се виде дека нема плод. И сега, следниот ден, тоа е веќе третиот ден од вторник, третиот ден од влегувањето во Ерусалим, од цветници, повторно поминуваат низ тоа дрво, Петар забележува и вели, и Господи, види, се исушило. И сега Христос почнува да говори за верата. Ако имате вера, дури на планина да кажувате, ќе ви се даде, ќе ви биде исполнето и така натаму. Верата има голема сила. За овои стихови, така извадени од контекст, од се она што го, од целата слика, од целиот тек на настани, може да се истолкува како еве. Ако имаме вера, ќе правиме чуда. Ќе лекуваме, ќе воскреснуваме, болни ќе проодуваат, сакат и така натаму. И така се толкова овој стих во харизматските, оние така по крајно харизматски средини. Еве, ако имаме вера, ние можеме се да направиме. Меѓутоа, овој текст е ставен во контекстот на смоквата и во контекстот на настаните со Ерусалим, она што се случи претходно во храмот. Идејата овдека е, верата е клучна. Причината поради која народот отпадна беше недостигот на вера. Немаше плод. Немаше плод зашто немаше вера. Вера ви треба. Ако имате вера, ќе дадете плод. Ако имате вера, нема да се исушите. Ако имате вера, ќе се случи тоа чудо на спасение. Бог во Стариот Завет, во Исаја 5 глава, е представена на алегорија во која што Бог е опишан како земјоделец, лозар. Тој ја исчисти земјата пред да насади лозе. Го исчисти Ханаан од тие пагански народи. Го насели својот народ. Даде една плодна почва. Даде мед и млеко. Им даде закон. Им ја покажа својата сила, својата слава. Им даде се што е потребно за да таа лоза расцвети и да даде Богот плод. Меѓутоа помина време, дојде повторно Господарот и не најде плод на лозата. Не најде плод зашто немаше вера. Некој каже, како е возможно да даде плод? Возможно ќе беше ако имаа вера, ќе дадеа плод. Немаа вера. И Бог посади друга лоза. Христос им каже на учениците пред да влезе во Ерусалим. Тоест од кога веќе влезе во Ерусалим. Им каже на учениците повторена метафора која треба да ги потсети на Стариот Завет. Јас сум, мојот татко е лозарот, јас сум лозата, вие сте прачките.
во Јован 15 глава. Ако останете на мене, ќе дадете плод. Изобилен плод. Нема да се исушите. Ако не, ќе бидете исечени и ќе бидете фрлени во оган. И тоа е целата идеја на овие последни стихови што овдека Христос ги кажува. Вера ви е потребна за да дадете плод. Треба да останете во мене. Треба да бидете со мене, да верувате. И тогаш ќе останете на дрвото, на лозата. И тогаш ќе има радост, ќе има изобилство, ќе има се. Планини, да, има планини кои треба да се премостуваат. Да, има сомнежи, ќе се јавуваат сомнежи. Да, ќе се јавуваат разочарувања од цркви, од луѓе во цркви. Разочарувања во животот. Верата е таа која ќе ги премости сите разочарувања. Верата е таа која ќе ги фрли сите планини што ни стојат на патот во нашиот живот кон Божјото царство. Единствено верата ќе победи. Единствено преку верата ќе се справиме. Нашиот живот секојдневно е борба. Ние секој ден војуваме. Нема ден без војна. Во таа војна победуваме само преку верата во Христос. Словото, молитвата, општението. Секојдневно ни е потребно да се молиме, да читаме, да живееме заедно во близината покрај Христос. Со Христос во нас. Тоа е начинот. И тоа на што е на кој што би сакал да го свртиме вниманието. Светница е настан во кој што Христос победоносно влезе во Јерусалим, меѓутоа на крајот се свртеа работите. Верата беше таа. Тие загубија. Оние што викнаа распнико, а претходно викаа осана, ја загубија верата. За нив голема планина беше робството. Римјаните. За нив голема планина беше онаа надеж што имаа во Месијата како ослободител. Таа планина не може да ја премостат. Христос дојде и им рече, јас сум Спасител. Во сред Ерусалим, кога беше таму, им рече, ќе им плакете данок на римјаните. Да, ќе плакете. Јас не дојдов овдека за да ве ослободам од даноците од Рим. Јас дојдов да ве спасам од гревовите. Таа планина евреите не можеа да ја, нема вера да ја фрлат од пред нивниот пат. И отпаднаа и рекоа, распнете го. Се разочараа од Бог. Се разочараа од Месијата. Да се загледаме во Него. Да, навистина, тоа е благословение. Тоа е што доаѓа во Господното име. Тоа е што носи спасение. Без Него, без Божјото јагне кое беше пренесено во жртва, ние нема да имаме ниту спасение, ниту вечен живот. Со вера ние треба постојано да извикнуваме благословен е оној кој доаѓа во Господното име. Спаси не, Христе. Дај ни, живе во нас и дај ни уште повеќе вера. Утврдувај верата да останеме на Твојот пат. А Христос не отврла. Тамо каде што има вера, тамо е и Христос. Господа не благослови ова седмица, кога ќе размислуваме да се подстуваме на тој настан и на оној што доаѓа, на вечниот живот кој е само преку верата во Христос воскреснатиот, кој беше распнат и потоа воскресна.